Безбедноста на онлайн плаќањето постојат повеќе фактори. Секако првичен е безбедноста на самиот клиент, понатака безбедноста на самата интернет продавница, а и секако процесите кои банката ги има воспоставено во позадина. И најсовремените машини не може да ја постигнат безбедноста доколку граѓанинот несовесно се однесува и ги дели, односно ги разменува чувствителните податоци за плаќањата. Во делот на онлайн плаќањето, пред се тука е битно граѓанинот да биде свесен за ризиците во однос на дигиталниот свет. Пример, доколку пристапува на онлайн продавница, секако една од главните работи треба да провери дали е катинарчето на самата интернет продавница, значи дали е вклучено, односно дали свети зелено на интернет пребарувачот, со цел да знае дека неговата врска со интернет продавницата е заштитена, односно обезбедена. Втора активност која граѓанинот треба да биде свесен е дека најчесто напаѓачите, односно криминалците, покушаваат преку електронски пораки да го намамат, да пристапи, односно да направи некакво онлайн плаќање кое најчесто пристигнува преку електронска пошта. Во однос на ризиците кои се присутни во овој дигитален свет, банките преземаат секојдневно, значи активности за препораки за безбедно користење на интернет продавниците и тие секако, значи во комуникација со самата банка, тоа може да го има објавено на самата веб страна или со одредени проспекти на шалтерите и експозитурите на банката, може да најде соодветни информации за тоа како граѓаните може безбедно да ги извршуваат своите трансакции преку во онлайн светот, односно преку тие електронски продавници. Дополнително банките, значи ние како Народна банка преземаме континуирани напори во делот на следењето на тој циклус на платежната трансакција како проаѓа од самите клиенти до трговците и се предмет, значи, на редовно и континуирано подобрување. Како некој сет од мерки кои последно ги имаме имплементирано, тоа е воведување, значи, на дополнителна заштита на клиентот преку воведување на лимити во онлайн светот, односно доколку клиентот не ја користи картичката во делот на интернет плаќање, може да си го оневозможи, односно да го стави лимитот на 0, значи на тој инструмент и на тој начин плаќањата кои би дошле хипотетички од дигиталниот свет нема да се извршат. Значи, кога клиентот ќе има потреба од извршување на плаќање, во тој момент ќе си ја активира за тој износ кој е потребен. Второ, исто е добивањето на нотификации, значи преку SMS за било кое извршено плаќање во онлайн светот или преку Viber или некоја друга социјална платформа за комуникација.